Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме паштета од печурки. Ова е вкусна бутереста паштета од печурки која толку лесно се прави и има одличен вкус намачкана на подпечен леб, па дури и кога ја јадете со лажица. Печурките, лукот и путерот од секогаш биле одлична комбинација и еве еден рецепт во кој можете да уживате студен од фрижидер кога и да огладните. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 10 печурки, половина главица бел кромит, 2 чешниња лук, една супена лажица мајчина душица, 125 грама путер, сол и бивер и маслиново масло. Време е за сечкање. Исечкајте ги лукот и кромидот. Не морате да бидете многу уредни, затоа што подоцна ќе ги изблендираме заедно. Печурките исечкајте ги на тенки парчиња. Земете средна тава за пржење и почнете во неа да го топите путерот, а потоа ставете ги печурките, кромидот и лукот и полека крчкајте ги. Сакаме да го омекнеме зеленчукот и путерот да го впие вкусот на рецептот. По неколку минути додадете ја мајчината душица и продолжете да ги крчкате состојките. Зачинете со сол и бивер. Откако ќе ги крчкате 7 до 8 минути, тргнете ги од огнот и ставете ги во длабок сад. Изблендирајте ја смесата неколку минути додека да стане мазна и ставете ја во длабок сад. Паштетата ја гарнираме со 2 пржени парчиња печурка и 4 мали ореви. Ставете ја паштетата во фрижидер да одстои најмалку 1 час пред да ја сервирате. Подпечете 4 кришки леб на грил тавата. Со четка намачкајте ги со масло за да добијат поубава боја. Време е за сервирање. Извадете ја паштетата од фрижидер и сервирајте ја на чинија со неколку парчиња леб. Не морате да ставате уште путер, затоа што паштетата веќе содржи повеќе од доволно. Паштетата потекнува од Франција, но секоја земја има своји верзии. На интернет страницата веќе направивме пилешка паштета, но можете да ни испратите и други рецепти кои ќе ги споделиме со членовите на moirecepti.mk. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!